Почитувани медиуми, серијалот со скандалот за давање на закуп на градежно земјиште под образложение како земјоделско земјиште во државна сопственост од страна на министерот Љупчо Николовски продолжува и денес. Имаме сериозни индиции дека Љупчо Николовски ја злоупотребил својата позиција и како министер за земјоделство, шумарство и водостопанство на нелегален начин давал под закуп огромни површини, земјишни површини, представени како земјоделско земјиште, а всушност се работи за градежно земјиште во Скопје. Денес ќе го објавиме и вториот договор, кој се темели на истиот шаблон кој што го презентиравме и вчера. Почитувани, ова е договорот кој Министерството застапувано од министерот Љупчо Николовски како министер го склучил со извесен Орхан Чоловиќ. Договорот е со датум од 4. јули 2022 година со архивски број 39.771014/1. Предмет на овој договор е закуп на земјоделско земјиште со вкупна површина од 73.031 метар квадратен во општина Бутел за подигање на долготраен лешников насад за период од 70 години. Фактичката состава е дека не станува збор за земјоделско земјиште, туку за градежно неизградено земјиште на територија на општина Бутел, со површина од над 73.000 метри квадратни. Со овој договор Николовски му возложува на закупецот да присвои над фантастични 73.000 метри квадратни градежно земјиште во Бутел по цена од 5.745 денари годишна закупнина. За нештата да бидат појасни и за тоа за каква измама станува збор, се гледа од фактот што метар квадратен градежно земјиште во тој регион се продава од 150 евра па нагоре, односно за таа парцела би се потрошиле околу 11 милиони евра. Повторувам, почитувани, Николовски дава парцела од над 73.000 метри квадратни со годишна закупнина од 5.745 денари, која всушност истата по реална цена чини околу 11 милиони евра. И ова е втор ваков договор кој Николовски го потпишал во општина Бутел и под превезот на земјоделско земјиште дава под закуп ексклузивни градежни парцели. Постои основано сомнение дека ова е дел од поширок разработен план кој требало да заврши со законот за откуп на земјоделско земјиште, кој владачкото мнозинство на СДС со сила сака да го протурка во собранието, со што ќе им се овозможи на закупците кои на нелегален начин добиле договори за закуп да го откупат земјиштето за 1 евро по квадрат и за да го препродадат и направат профит од милиони евра. Имено, сето ова е откриено заради општина Бутел, која преку допис испратен до Министерството побара од МЗШВ да одговори дали е склучен договор и доколку е, веднаш да се раскине бидејќи се наоѓаат парцелите во градежен реон. Почитувани, ова е втор ваков договор, а поседуваме уште кој што наредниве денови ќе ги објавиме и ќе ги презентираме на јавноста за каква измама и кривично дело станува збор. Основано се сомневаме дека ова не е случајност, туку се работи за организирана шема на Николовски за оттуѓување на државно земјиште на ексклузивни локации, кои треба да бидат откупени за народски кажано џабе, а потоа да бидат препродадени за милионски суми. Јавното обвинителство и институциите да не чекаат и веднаш да отворат постапка за овој огромен скандал. Ние продолжуваме со објавување на нови детали, како Николовски штанцал нелегални договори и на тој начин го раскрчмувал земјиштето во сопственост на Република Македонија. Одговорност мора и ќе има. Благодарам.